Веднаш да почне да се действува во вистинска заштита на Шар-планина, порачуваат екологистите. Шара е веќе прогласена за национален парк, но малку доцна. Опустошена, масакрирана од дива сеча, дивоградби, патишта, мали хидроцентрали. Природното богатство се чува на терен, а не на хартија. Токму на терен треба и да се работи, велат од платформата Пријателите на Шара, посочувајќи лоши примери од соседството каде на заштитени подрачја се уште има деструктивни појави. Најтешко или најпредизвикувачко ќе биде со дивата сеча. Знаеме дека тоа е еден од најголемите проблеми. Се надеваме дека идните ренџери или идните вработени на Националниот парк Шар-планина ќе знаат како да се справуваат со овие предизвици. И понатаму мислам нелегалните дивоградбите што ги има во Шара, се со цел, мислам како со тоа ќе се менаџира војнина. Сега почнува најтешката работа, велат во планинарските друштва. И досега имало закони, но не се почитувале, па Шара е доведена на ова ниво. А тоа е исечени шуми, разрушени планинарски патеки, отворени нови пристапни патишта за сечење, за легална или нелегална сеча сеедно. Многу е Шара ранета. Со прогласувањето сега на Национален парк се надевам дека во некоја блиска иднина овие деструктивни појави ќе престанат. Во однос на природните богатства и вредности, Шар-планина има се она што треба да има еден национален парк, но успехот на нејзината заштита ќе зависи од менаџирањето. Освен правната заштита, ќе требаат и ефикасни мерки за управување со ова подрачје. Инаку со прогласување на Шара за заштитено подрачје, државата го доби четвртиот национален парк.